Централно издание на Дневникот. Добро вечер, почитувани гледачи. Да ги погледнеме на станите кои го одбележаа денот. Министерството за внатрешни работи ја спроведе полициската акција Којот. Приведени се 19 лица. 2 автомобила опожарени во Велес во текот на изминатата ноќ. Политичките партии постигнаа договор за излез од кризата. Политичките партии постигнаа договор, информираше американскиот амбасадор Джейс Бейли по завршувањето на средбата. Представниците на политичките партии ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА се договориле околу избалансирано известување, избирачкиот список и составот на преодната влада 100 дена пред изборите. Договорот е условен. Американскиот амбасадор Джейс Бейли по денешната средба соопшти дека е постигнат договор помеѓу политичките партии за излез од кризата на земјава. Представниците на политичките партии на ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА на денешниот состанок се договориле околу избалансираното известување, избирачкиот список и составот на преодната влада 100 дена пред изборите. Договорот што денеска го постигнаа четирите партии вклучува прочистување на избирачкиот список, чекори за поизбалансирано известување, договор за владата 100 дена пред изборите пред се во МВР. Лидерите на партиите ќе се сретнат до 31 август за да го проценат спроведувањето и да донесат конечна одлука и обврска со датумот на изборите. Четирите партии исто така се согласија и повторно се обврзаа да ги спроведат итните реформски приоритети на ЕУ, Охридскиот рамковен договор и на тамошната интеграција на Македонија во евроатлантските институции. Исто така се согласија да работат на законот за специјален обвинител ако Уставниот суд одлучи против сите или дел од законите со кои беше создадена таа клучна канцеларија. По завршувањето на средбата, изјава дадоа и представниците на четирите најголеми политички партии. Задоволен сум заради тоа што со овој договор се отвара можност да се организираат фер, демократски, слободни, кредибилни избори на кои што ќе учествуваат сите и на кои што народот ќе одлучи кому ќе ја даде довербата. Очекувам дека на овие избори народот ќе може да одлучи и да ги поддржи проектите и да ги поддржи делата, да поддржи градби, реформи, наместо деструкција, уништување и криза. На почетокот на целиот овој процес ветивме дека овој пат во Македонија прво ќе инсистираме да има обезбедени услови за фери демократски избори, а дури потоа ќе обезбедиме договор за датумот на изборите. Тоа овој договор го обезбедува. Дополнително ветивме дека сите еднострани потези кои што ги повлече владата на ВМРО, ДПМН и ДУИ ќе мора да ги повлечат. Тоа исто така го обезбедува овој договор. Организирање на фер демократски кредибилни избори беше нашето основно барање и причина за наше учество во овие разговори и согласноста што ДПА ја даде за овој договор. Како што ви најави вчера, дека договор може да се постигне вчера или најкасно денеска, тој се случи. Денеска представниците на четирите најголеми политички партии се согласија околу текст на договор, преку кој ќе се направи проценка дали се исполнети сите услови за одржување на кредибилни и сеопфатни избори. Проценката ќе се направи до крајот на август од страна на четирите лидери на најголемите парламентарни политички партии, при што ако се исполнети тие услови ќе договорат датум за избори. Договорот има условен карактер, односно доколку се исполни се она што денеска е договорено, лидерите треба да одржат нова средба на 31 август и да го потврдат, пошто ќе се договори точниот датум за избори.
Во рамки на акцијата којот на Министерството за внатрешни работи преведени се 19 лица. Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при Министерството изврши претреси на 24 локации во Велес, Неготино, Гевгелија и Скопје. При тоа се пронајдени автоматски пушки, рачна бомба, пиштол, дробилка за марихуана, муниција за огнено оружје, службена документација, доставници за судски акти за извршување, документација од исплата на парични средства. Уапсени се 19 лица во рамки на криминалистичкото истражување на одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при Министерството за внатрешни работи во рамки на акцијата којот. 14 од нив се уапсени во текот на денешната акција, додека останатите 5 се лишени од слобода во текот на претходните денови. По 3 лица се уште се трага, едно е надвор од земјава, а едно лице се наоѓа на издржување казна затвор. Со акцијата којот разбиена е криминална група на подрачјето на Велес, Неготино, Гевгелија и Скопје. Во текот на минатата ноќ, па се до утринските часови извршени се претреси на дом и други простори на 24 локации во Велес, Неготино, Гевгелија и Скопје, кај повеќе лица поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, злосторничко здружување, разбойништва, лажно представување, неовластно производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори, криумчарење на мигранти и злоупотреба на службено положби и властување. Чавков информира дека организатори на криминалната група се 3 лица од Велес, од кои еден вработен во секторот за внатрешни работи Велес. Групата почнала да действува од почетокот на 2015 година на национално и меѓународно ниво. Вршеле кривични дела од областа на насилниот криминал, недозволена трговија со дрога, криумчарење мигранти и коруптивни кривични дела. Во вршење на криминалните активности на криминалната група учествували и полициски службеници од СВР Велес. При претресите досега пронајдени се автоматски пушки, рачна бомба, пиштол, дробилка за марихуана, муниција за огнено оружје, службена документација, доставници за судски акти за извршување, документација од исплата на парични средства. По превземените мерки е утврдено дека припадници на криминалната група учествувале и во веќе документирани и процесуирани кривично-правни настани. Првопријавениот 35-годишен велешанец во Велес и Штип организирал поголема мрежа на препродавачи, дилери на дрога. Во делот на кривичните дела против човечноста и меѓународното право од страна на организираната криминална група се испланирани, организирани и извршени неколку кривични дела, криумчарење на мигранти. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесена кривична пријава за погоре посочените кривични дела. Во текот на изминатата ноќ опожарени се 2 автомобила во Велес. Според собствениците на возилата кои се во целост уништени, пожарот бил подметнат. Повеќе за настанот во прилогот на колешката Дијана Иванова. 3 часа по полноќ опожарени се 2 автомобили во Велес. Пожарот е подметнат, велат собствениците на Голфот и Корсата, автомобили кои се целосно уништени. Абрашов и Николов велат дека се сомневаат во можниот сторител. Неговото име веќе го посочиле на полицијата. Гореше гумата и на таа кола и вака 2-3 метра може по патот коцки е горе, значи тоа наводно најверојатно попрскано со бензин. Истрчев одма да гасам, има противпожарна апаратура, тоа е мало, ништо со вода, кофи. Како фрлаш, додека другата па се запалила. Кај него исто. Дојде пожарната, го изгаси. Едно комшиче тука живее во близина, наводно кога се прибирало некој дома од чаршија, видел дека имало човек тука до околите како ги палил и кога го виделе него, човекот избегал по улицата надоле избегал и по сокачињата, по другите сокачиња, така да не можел точно да го види. Николов и Абраша велат дека по овој настан стравуваат и за безбедноста на своите семејства. Инаку во Велес за неколку години опожарени се автомобилите на поранешниот председател на основниот суд, двајца суди, финансовиот директор на Жито Вардар, командирот на полициската станица Велес. За сега ниту еден случај не е затворен, а полицијата трага по сторителите.
Утринава во Кавадарци на регионалниот пат кај село Возарци беше пронајден мртов таксист. Неофицијално дознаваме дека таксистот бил прегазен од возач на автомобил Ауди А4, кој најверојатно возел со поголема брзина од спротивната страна на коловозот. Таксистот од непознати причини излегол од својот автомобил и во тој момент бил прегазен, пошто од самиот удар телото било префрлено од истата страна на коловозот зад еластичната ограда. Ударот бил помеѓу вратата и крилото на возилото од страна на возачот. Од такси компанијата дознаваме дека 56 годишниот таксист бил испратен на повик во село Возарци, од каде што на враќање на 1 километар од селото се случила сообраќајната незгода. Според првичните информации, несреќата се случила во периодот од 2:30 до 4 часот утринава, кога на останатите колеги ситуацијата им станала сомнителна. Веднаш се упатиле кон самото место каде што го пронашле телото и колата која се уште работела. Во 4 часот и 20 минути пријавиле во полиција, а телото било дадено на обдукција. Општина Неготино неодамна објави јавен повик за сите кои се заинтересирани да учествуваат во обуки за пчеларство. Крајниот рок за пријавување и поднесување на апликациите до 22 јули. Во рамките на реализацијата на проектот Поддршка и развој на економијата на пчелни производи во прекугранична област, кој е финансиран преку ИПА програмата Македонија-Грција, Општина Неготино објави јавен повик за сите заинтересирани кои сакаат да учествуваат на обуките за пчеларство. Обуките ќе се спроведат во 2 циклуси во јули и август и со учество на по 25 учесници, што значи вкупно 50 лица ќе можат да се обучуваат за пчелари. Обуките за новите пчелари ќе опфатат почетно запознавање со основните елементи во процесот на одгледување на пчелите, запознавање со неопходната опрема за пчеларство и неопходните постапки за одгледување на пчели. Огласот за пријавување и поднесување на апликациите и пропратната документација е до 22 јули, а сите заинтересирани кандидати можат да подигнат апликации во проектната канцеларија за локален економски развој во Општина Неготино и истите да ги поднесат секој работен ден од 8 до 16 часот. Процесот на оценување, селекција и избор на кандидати ќе се врши во периодот од 22 до 27 јули, а селекцијата ќе ја вршат стручна комисија составена од 5 члена, пошто ќе следува и информирање на пријавените кандидати. Од локалната самоуправа Неготино информираат дека по завршувањето на обуките за пчелари почетници, лицата кои ќе поминат на обуките и ќе добијат опрема, ќе имаат обврска да се регистрираат како индивидуалец или предпријатие за производство на мед и други пчелни производи. Владата донесе уредба со која се предвидува дополнителни 6.000 денари субвенција за хектар пченица. Оваа уредба била предложена поради потребата од зголемување на финансиска поддршка за производителите на пченица. Уредба која предвидува дополнителни 6.000 денари субвенција за хектар пченица донесе владата на Република Македонија. Уредбата била предложена поради потребата од зголемување на финансиската поддршка за производителите на пченица, првенствено заради ниската откупна цена, намалениот интерес за откуп и зголемениот увоз на пченица и брашно од Србија, информира Министерството за земјоделие. Откако минатиот месец беше донесена одлуката за субвенционирање на 80% од цената за складирање во силоси, ова е втора државна мерка за дополнителна помош на производителите на пченица. Земјоделците кои ќе поднесат барање до платежната агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, државата месечно ќе им покрие по 48 денари од 60 денари за 1 тон земјоделски производ складиран во силоси. Субвенционирањето на складирање е најмалку 2 месеци, а најмногу половина година, наведува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Земјоделските производи од оваа уредба треба да се складирани во складиштар, кој е впишан во регистарот на откупувачи на земјоделски производи согласно Законот за земјоделство и рурален развој и е давател на комерцијална услуга за складирање. Денеска во Кавадарци започна изградбата на концертна сала во рамки на Општинското музичко и балетско училиште Лазо Мицев Рале. Истата ќе биде изградена со цел подобрување на условите за реализација на воспитно-образовниот процес на учениците. Проектот е во вредност од 80.000 евра.
Со поставување на камен темелник и со Божји благослов денеска во Кавадарци започна изградбата на концертна сала во рамки на основното општинско музичко и балетско училиште Лазомице Фрале од Кавадарци. Истата ќе биде изградена со цел подобрување на условите за реализација на воспитно-образовниот процес на учениците. Проектот е во вредност од 80.000 евра. Задоволство за отпочнување на изградбата изрази градоначалникот Александар Панов. Се надевам дека оваа година ќе го завршиме комплетно. Имаме уште некои ситни финанси кои што најверојатно ќе ги дообезбедиме со ребалансот на буџетот или со наредниот буџет, така што наредната година Кавадарчани и музичкото училиште ќе имаат оваа концертна сала, а со тоа ќе отпочнеме, односно ќе продолжиме со проектот за востановување или дигање на рангот од основно во средно училиште. Со тоа Кавадарци би ги изгубил надлежноста на ова училиште, меѓутоа со тоа Кавадарци би добил и регионот би добил уште еден капитален проект и уште една можност за нашите деца тука да завршуваат средно училиште, а потоа нели да се школуваат во другите институции широм државата и надвор државата. Неминовна е изградбата на оваа концертна сала, бидејќи досега сите концерти, јавни настапи и манифестации училиштето ги одржуваше во Домот на културата Иван Мазов Климе. Со нејзината изградба ќе се подобрат условите за работа и на учениците по балет. Како прво ние добиваме уште поголем квалитет во делот на одвивање на нашиот наставен процес. До сега имаме проблеми во делот како користење на Домот на културата за голема и мала сала, нашите ученици одеа тамо и настава по балет одвива, но сега со тоа се повликуваме тука и добиваме процес кој ќе личи на едно професионално основно училиште кој ќе задоволува стандардите за одвивање на наставата. Целиот проект е финансиран од локалната самоуправа, Министерството за образование и наука, како и УСАИД, а со финансиска помош ќе учествува и бизнис секторот од Кавадарци. Да ова училиште кое што е меѓу најнаградуваните во Македонија и најквалитетните по ова прашање да добие концертна сала и да продолжи нели успешната работа и во иднина. Така да преку овој проект кој што е финансиран од УСАИД, а парите се од американската команда, европската команда на американската војска, USAUCOM, обезбедивме средства кои што ќе се искористат за кровот, за поставување кровот на фасадата и одредени завршни работи во концертната сала. Денеска почнуваме со камен темелникот кој што го финансира општината, локалната заедница и Министерството. Со изградбата на оваа концертна сала, основното училиште добива можност да прерасне во средно, каде ќе учат деца од Кавадарци и од целиот Вардарски регион. Изградбата на салата се очекува да заврши до почетокот на новата учебна година во зависност од временските услови. Се возобновува црквата Свети Димитрија во Кавадарци. Се вршат градежни активности внатре во црквата и надвор од неа, но без разлика на изградбата духовниот живот во неа продолжува. Сите оние кои имаат духовна потреба можат слободно да ја посетат црквата. Градежна експанзија е забележана во Кавадаречката црква Свети Димитрија. Наголемо се гради и возобновува. Се вршат градежни активности внатре во црквата и надвор од неа. Увид на работите денеска изврши и митрополитот на Повардарската епархија господин Агат Ангел, кој за пошироката јавност ја потврди оваа информација. И одлучивме да ја обновиме и да направиме многу поубава црква од другите цркви што се во нашата држава. Така да овој проект може би ќе биде малку подолг временски период, бидејќи треба се да се прави, и иконостаси, и икони, и еве сега габаритно да се изгради целиот објект поново. Сакам да ги известам сите наши македонски верници да може да се посетуваат црквата во секој време, свети може да се заполат, да се поклонат, да си влезат натре, да се молат и така натака. За секаква потреба што имаат можат да дојдат. Без разлика на изградбата на црквата, духовниот живот во неа продолжува. Сите оние кои имаат духовна потреба можат слободно да дојдат и да ги обават своите молитвословија. Тоа се мисли на литургии, крштевки, парастаси, големи и мали молитви, па се до сите богослужби во рамки на црковните празници, освен венчавките кои можат да се реализираат во црквата Света Петка. Сите што се во околината
на црквата Свети Великомаченик Митја, сите духовни потреби може да си ги вршат, освен венчавките, светата тајна венчание, да ја извршуваат во црквата на Света Петка. Исто така би сакал, оние што се ожалостени, сакам да ги изяснам дека кујната си работи. Не сакам, не треба да дозволиме да се шират дезинформации, дека кујната не работи, дека кујната е затворена, дека црквата се гради, се е затворена, дека ништо не функционира. Господин Агатангел ги повика сите верници и добронамерници кои се во можност да донираат финансиски средства на жиросметката 3040-150481 на Комерцијална банка, се со цел да помогнат за поекспедитивно да се изврши возобновувањето на оваа црква, која беше изградена во дамнешната 1830 година. Исто така ги замолуваме сите верници колку можат да одвојат од својот семеен буџет. Жиросметката ја имате вие, медиумите, и ги замолуваме од длабочината на нашето срце и душа колку може да помогнат финансиски, за да можеме така што по-експедитивно да ги исплаќаме оние кои ја гледаат црквата. Изградбата на црквата се очекува да заврши за 2 до 3 години. Македонија денеска издаде еврообврзницата во вредност од 450 милиони евра. Председателот Иванов додали медали за заслуги за Македонија. Вестите од земјава во продолжение. Министерството за финансии информира дека еврообврзницата во вредност од 450 милиони евра по купонска каматна стапка од 5,625% годишно и рочност од 7 години издаде Македонија. Ова се исклучително поволни услови со оглед на сложената политичка ситуација во земјата. Успешното издавање на еврообврзницата е верификација на добро спроведениот процес во исклучително неповолен и тежок политички амбиент. Средствата од еврообврзницата ќе се користат за буџетски потреби за фискалните 2016 и 2017 година, како и за отплата на долгови кои доспеваат. Владиниот тим успеа да ги обезбеди неопходните средства, значајни за одржување на макроекономската стабилност и развојниот тренд на македонската економија. Постапката за издавање на еврообврзницата се одвиваше согласно сите законски прописи и истата беше усогласена со Министерството за правда, правните застапници на владата на Република Македонија и правните застапници на конзорциумот на банки преку кои се издаде еврообврзницата, се наведува во соопштението на Министерството за финансии. Никола Тодоров, представник на ВМРО ДПМН на меѓупартиските преговори за надминување на политичката криза, изјави дека се надева дека е можно да се приближат ставовите. Напомена дека ВМРО ДПМН оди на тие преговори со цел да се договори, да се најде решение и да се заврши целата оваа криза. Досега нашата партија направи огромен број отстапки и сите тие отстапки се само во функција на решавање на кризата, рече Тодоров одговарајќи на новинарско прашање по посетата на Универзитетската клиника за државна кардиохирургија. На прашање дали досега немало отстапки од другата страна, рече дека ќе биде неискрен ако каже дека немало воопшто. Има определени отстапки од едната и од другата страна, рече Тодоров пред денешното продолжување на меѓупартиските преговори. Председателот Ѓорѓе Иванов денеска во Вила Билјана во Охрид со медал за заслуги за Македонија одликуваше четворица припадници на македонската дијаспора, а го додели и признанието Повелба на Република Македонија на Македонскиот сојуз во Кралството Шведска. Со медал за заслуги за Македонија Иванов ги одликуваше Иван Трповски од Австралија, Кирил Христовски од Соединетите Американски држави, Лилјана Стоилковска-Андоновска од Кралството Шведска и Борче Величковски од Србија. Се се станува збор за исклучително заслужна иселеничка организација. Драги пријатели, сите вие сте живата врска на Македонија со светот. Многу пати имам истакнато дека вие, успешните поединци и организации од дијаспората, сте наши амбасадори на полето на културата, уметноста, образованието, науката, добротворството. Секој ваш успех е и успех за Македонија.
Затоа, како председател на Република Македонија, во името на македонските граѓани, сакам да ви се заблагодарам за се што правите за Македонија, а Македонија памети, препознава и вреднува. Медалите за заслуги за Македонија и повелбата на Република Македонија се символичен исказ на нашата искрена благодарност, но и потик да продолжите да работите како и досега. Да продолжите да го исполнувате заветот на Свети Климент Охридски, а тоа е да се пристигнуваме со добрина. Признанието повелба на Република Македонија традиционално се доделува на Македонскиот сојуз во Кралството Шведска за особени заслуги и достигнувања во својата дејност како асоциација за зачувување и афирмирање на македонските историски, културни и духовни традиции и вредности во светот, како и за придонесот за унапредување на пријателските односи и соработката на Република Македонија со Кралството Шведска. Доналд Трамп е официјално представен за кандидат за председател на Републиканската партија на САД. Франција и САД подготвуваат координиран напад врз Исламска држава, предупредувања за напади во Франција, вести од светот. Координиран напад врз Исламска држава во нивниот бастион во ирачкиот град Мосул подготвуваат Франција и Соединетите Американски држави, информира портпаролот на француската влада Стефан Де Фол, пренесуваат британските медиуми. Тој за радиото Франс Инфо изјавил: францускиот министер за одбрана Жан-Ив Ле Дриан е во Вашингтон. Тој со американците подготвува координиран напад врз Мосул. Министерот за надворешни работи Жан-Марк Еро во интервју за Ројтерс вчера информира за средба на коалицијата против Исламска држава во Вашингтон. Тој не ги потврдил информациите на вестникот Паризиен дека двајца француски командоси во неделата биле убиени во Либија. Тој меѓутоа потврди дека во Либија дејствуваат француските специјални сили. Франција треба да очекува уште напади и оти уште невини луѓе ќе бидат убиени, изјавил францускиот премиер Мануел Валс во обраќање пред француските пратеници кои дебатираа за продолжувањето на вонредната состојба во земјата по нападот во Ница. Покрај тоа што тие зборови се тешки за искажување, моја должност е тоа да го сторам. Ќе има уште напади и уште убиени невини луѓе. Ние никогаш не треба да се навикнуваме на тоа. Ние треба да научиме да живееме со таа закана, рекол Валс. За законот за продолжување на вонредната состојба за 3 месеци расправаше францускиот парламент. Доналд Трамп е официјално представен за кандидат за председател на Републиканската партија на САД. Тој по 13 месеци откако е започна трката за председателска номинација, надмина 16 ривали од својата партија. За време на официјалното прогласување за кандидат за председател од Републиканската партија, истакнати републиканци како Пол Рајан и Мич Макконел нагласија дека доколку Трамп победи на председателските избори во ноември, тоа би значило повеќе работни места. Пред 1 година се кандидирав за председател и денес сум овде благодарение на вашите гласови. Заедно постигнавме историски резултати. Сепак, мораме да стигнеме до крајот на трката. Горд сум што сум кандидат за председател на САД, изјавил Трамп. Се очекува во текот на наредната недела Демократската партија официјално да го објави единствениот кандидат Хилари Клинтон. Денеска имавме претежно сончево време со умерен северен ветер. За утре се најавува сончево време и пораст на температурите. Максималната дневна ќе се искачи до 34 степен. Тоа беше се за ова издание. Јас ви посакувам пријатна вечер.